Добар ден, почитувани слушатели. Вие се наоѓате во нашиот круг. Денешните наслови се: со економската централизација во Скопје колабираат останатите села и градови. Младите во Македонија се жалат дека нема работа после завршените студии. Голем број дипломи, многу невработени, низок стандард на студентите и мизерни услови во студентските домови се најголемите проблеми со кои се соочуваат младите во Македонија. Останете со нас и со нашиот круг во наредните 15 минути. Со масовната миграција од селата и градовите, постои ризик од пренаселување на Скопје. Иако диспрезираните студии им овозможуваат на студентите да студираат во родниот крај, државата не превзема мерки за отварање на работни места. Повеќе од Петар Клинчарски. Станува ли Скопје американски сон на студентите од градовите во внатрешност, која е единствената дестинација за излез од безизлезноста, во потрага за подобна живеачка ја гледаат токму овде. Отворањето на дисперсирани студии во неколку градови низ Македонија ја зголеми понудата за стекнување факултетска диплома. Но традицијата на студентската миграција во Скопје продолжува како и досега. Полемиката е колку дисперзираните студии го нудат истиот квалитет на настава и дали добиената диплома ја има истата тежина како на државниот, Свети Кирил и Методи или приватните факултети. Досега пропаднаа неколку дисперзирани студии, меѓу кои во Берово, Пробишт и Пиструга, поради малиот интерес. Ангелина Танева, професор доктор на Универзитетот ФОН, објаснува дека во Македонија е популарно да се отвораат дисперзирани студии не само на државните, туку и на приватните факултети. Целта им е да ги привлечат и задржат студентите во родниот крај, со што ќе се ублажи целокупната концентрација во Скопје. Не стално сите сакаат да дојдат во големиот град. Имам и голем отпор на голем број на млади луѓе, затоа што и таа пренаселеност и некои луѓе не успеваат да се снајдат. Иако можностите во поголемите места се нели поголеми, бидејќи вистина е дека во едно мало место е многу се помали можностите, помалку работни места се отвараат, почесто се затвараат. Каде по завршувањето на студиите младите да најдат работа кога само Скопје нуди поголеми можности? Статистиката укажува дека скопските бизнисмени и фирми имаат профит неколку пати поголем од вкупната заработувачка на другите градови заедно. Но која е стратегијата за отворањето на дисперзираните студии и на кој начин градовите можат да заживеат кога нема отворање на нови работни места? Нида Коронковска, представник на невладината организација Реактор, ја обвинува државата дека 20 години нема донесено соодветно решение за неконтролираната пренаселеност во Скопје. При тоа, дополнува дека ни самиот престој на студентите однадвор не е финансиски регулиран, од аспект на тоа дека младите престојуваат и работат во Скопје, меѓутоа нивниот личен данок се плаќа во родното место. Со тоа пак се создаваат проблеми на скопските градски власти, а тие не ги добиваат парите кои што ги заслужуваат. Вие ако немате соодветна регионален развој, кој што е планирано од државата со одредени субвенции за одредени региони да се развиваат, вие не можете да очекувате луѓето свесно да остануваат и да живеат во сиромаштво и во беда. И тоа е точно. Кај нас поголем фактор на вработување е социјалната мрежа која што вие ја имате, отколку вашата диплома и вашата наобразба. И тоа е голем проблем на иден економски развој на државата. И популационен, демографски, секако урбан развој. Бидејќи не е само напуштањето или депопулацијата на голем дел од територијата на Република Македонија, проблем е изгуснувањето на Скопје. И што тој урбан развој на Скопје неконтролиран, рапиден, ќе доведе како резултат негативен врз стандардот и квалитетот на живење. Сепак старожителката на Скопје, Елена Ризанска, вели дека иако градот многу одамна е пренаселен, веќе се навикнала на гужвата на мигрантите. Таа вели дека дисперзираните студии не нудат адекватни кадри во моментов и затоа продолжува бегањето на младите од другите градови, мислејќи дека Скопје има капацитет да ги вгнезди сите.
Кога би имало таму солидни факултети, нека заживее и провинцијата, и селото, и малите градови. Анита Буровска од Берово, добитничката на годинешното признание за најдобра студентка на економскиот факултет во Скопје со 10 просек, објаснува дека младите се печалбари во својата земја трагајки по покомотна екзистенција. Останувањето во внатрешноста на Македонија и вработувањето во некои од другите градови, како што на пример Берово, каде што би требало да се вратам, секако би го ставил како последна опција. На денот посветен на македонските студенти, 11 декември, беше презентирано истражувањето во кое 60% од младите сакаа да ја градат кариерата во Македонија. Петар Клинчарски. Вие сте во нашиот круг со Марија Хаджистојанова. Останете со нас. Младите во Македонија се жалат дека не можат да најдат работа после завршувањето на студии, бидејќи работодавачите бараат кадри со работно искуство. Што велат младите, а што работодавачите за овој проблем? Повеќе од Марко Петревски. Според статистиките на Агенцијата за вработување на Република Македонија, во последните неколку години бројот на млади невработени лица постепено се намалува. Во категоријата невработени на возраст од 20 до 29 години, до 31 октомври 2011 регистрирани се околу 68.000 лица. Споредено со изминатите години има благо намалување. Лани во истиот месец имало 77, прелани 84, а во 2008 година се регистрирани 86.000 невработени млади. И покрај намалувањето на невработеноста кај новите генерации, бројката се уште е голема. Александар Николиќ од Скопје има 20 години. Студира информатика на Природо-математичкиот факултет во Скопје и истовремено работи за да се ги исплати студиите. Работев на пазар како продавач. 2 кафича работев, еден кафичка од конобар и шанкер, еден кафичка само како шанкер и интернет работа. Работењето на интернет, што го спомна Александар, всушност се случува преку социјална мрежа, направена конкретно за барање и нудење работа. Секој може да си направи свој профил, на него да постави негово CV и да пребарува работа по категориите за кои личноста има афинитети. Кога ќе прифатите некое задолжение, работодавачот ви дава рок и на крајот кога ќе завршите со проектот, тој ви исплаќа пари на кредитна картичка. Задачите на интернет се од различни области: пишување текстови, изработување фотографии, дизајнирање веб страници, обработка на звук. Неисплатливо е интернет работење според мене, за почетокот беше малку трпно, затоа што $5 зимав од работа, ама дојде до тој степен кај што зимам по $300 од работата. Ако работиш и трошиш доволно колку што мислиш дека ти е потребно, не повише од тоа, да се заработува, да си ги платиш и студиите, имаш време и за студирање, тешко може да најдат работа, пошто не се заинтересирале доволно за да најдат работа. Според мене, сака да работат нешто кај што се седи у канцеларија и да почнат одма со нека поголема плата. Вие сте во нашиот круг со Марија Хаджистојанова. Останете со нас. Опаѓа стандардот на студентите во Македонија. Студентите се жалат за лошите услови во студентските домови и финансиските проблеми, па според последното истражување на Министерството за образование, само 10% од нив имаат високо образование. Повеќе од Арбана Керими. Согласно со владиниот проект за превод и печатење книги, од кои се учи на врвните универзитети, Министерството продолжува со дистрибуирање и промоција на илјадници стручни научни книги и учебници. Од друга страна, студентите се соочуваат со проблеми околу големата потрошувачка. Иако живеат во мизерни услови, студентите од студентскиот дом Стип Наумов плаќаат 3450 денари месечно. Многу од студентите што студираат од другите градови се жалат за нискиот стандард и финансиските проблеми.
Да, навистина е тешко да живееш во град каде што никого немаш освен некој пријател. Воено да плаќаш кирија и сите трошкови околу факултетот. Тоа се високи суми. Загриженоста кај родителите за нивните деца е уште поголема, бидејќи ниските плати и невработеноста на 31% е голема причина за отежнување на стандардите. Да, јас како родител на 2 деца кои што студираат во Тетово, со нашата плата и услови тешко е да се излезе на крај. Но денеска факултетот е како основно училиште, така што е задолжително да завршат факултет. Џабиш Дерала, председател на невладината организација Цивил, вели дека кај младите не достига солидарноста и подготвеноста да го променат општеството. Човек не смее да живее во такви услови како што ги гледам студентските домови ден денес. Значи исти се како оние во 95-та година кога јас бев програмски директор на студентско радио. Исти се. Не, се извинувам. Полошите. И тоа далеку полошите. Еден човек меѓу вас да биде сместен во такви услови, ниеден од вас не би смеел да седи мирен. Тој ги повика студентите за промена на условите, но тие со молчење одговорија. Ама сега кога ќе излеземе од оваа сала, од оваа зграда, која е супер, дали сте спремни да протестирате и да организирате протест? Кој од вас сака да излезе надвор да направи протест? И сакам да го видам вториот што ќе го следи првиот. Ама еве нека останат двајца. Кој од вас сака да направи протест веднаш сега? Па не знам кога се организира, сите се неодлучни. И кога доаѓа моментот да излезем на протест, секој со свој обврски и не е подготвен да излезе да го искаже револтот. Но сепак, со соработка на студентите и институциите, сигурно ќе добиеме добри резултати. Но дотогаш потребно е да се превземат мерки. Дали протестите ќе бидат решение, оставаме на времето да покаже. И секако, да не ја забораваме поговорката на Ганди. Биде токму ти промената што сакаш да му се случи на светот. Вие бевте во нашиот круг. Нашата програма можете да ја следите на интернет страницата vs.edu.mk/podcast. Следете на повторно и наредната недела, по која ќе имаме нови и интересни содржања.